Во 2011 година, кога, ако се сеќавате, се водеше она, нели, велелепна кампања за стари семени вредности, трето дете, и се осудуваше абортусот, и сите жени кои што се одлучуваа на тој чин беа нарекувани чедоморки. Законот се донесе во 2013, односно измените на тој закон беа донесени во 2013 година и продолжи кампањата. Но нели на уште многу по-перфиден начин, па беа изготвувани оние грозоморни видеа кои што одеа на националната телевизија, и да ве подсетам, беа потрошени 36 милиони денари од државниот буџет, за да можат девојките и жените да гледаат како тоа изгледа абортус, и на крајот, нели, тие видеа завршуваа со онаа реченица кога излегува: доктори вели, ви честитам, туку што убивте, одземавте живот кој што можеше да израсне во прекрасна перверзно. Верските заедници можат да се зборуваат за своите црковни закони во нивните храмови. Патем, и јас се надевам дека нема да ги навредам, па јако ги навредам, па сега може и да ме тужат, Господ секогаш е бил најголем непријател на жената. Во изминатиот период не знам дали јавноста е информирана или не, јас се обидов да се информирам повеќе. Е зголемен процентот на нелегални абортуси, кои што ние сигурно не можеме да го докажеме, но и многу жени се одлучиле да одат да абортираат во други земји, или како што слушнав представниците од здравство, дека сега ќе може, нели, со медикаменти да се спречи бременоста, пиеле таблети од непознато потекло, кои што секако биле штетни по нивното здравје. Не им дозволувате да се соземат од шокот, од сознанието дека се бремени, туку веднаш сакате да ги ставите на операциона маса и да го извадите од бебето од утробата без да му дадете шанса да живее. Дојде животот? Да, дојде, ама само не и за неродените бебиња. А што е со жените што се присилени да абортираат од страна на нивните партнери, од нивните мажи, нивните семејства? Каде се нивните права? Значи, тврдите дека гинеколозите ќе известуваат жената за како ќе се одвива процедурата на абортусот? Верувајте ме, ако ја објасните процедурата за абортус, како се прави тој абортус во 16-та недела, кога се вади дел по дел, кога се абортира бебето, во 22-та недела, ниту една жена нема да ви се врати на вас за да абортира. Да бевте толку гласни за посвојувањето на деца, како што се гласни за абортусот, Благодарам. Македонија немаше да биде нација во изумирање. Жално, навистина жално. На некоја жена ќе било забрането да се оствари како мајка. Тоа е срамно. Секоја жена ја ве поттикнувам, зашто јас сум мајка, јас син ми сум го родила на 25 години. На таа возраст моите пријателки излегуваа по дискотеки, јас се одлучив да го родам син ми. Не сум јас пример што треба да зборува дека некој прекинал бременост. Но вас во очи ве погледнувам и ви кажам: немојте заради популизам да го спречувате носењето на овој закон кој што ќе биде на штета на здравјето на жената.